Почитувани љубители во музиката, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Денес имам посебна чест и задоволство да разговарам со маестро Вања Николовски Ѓумар. Тој веќе 2 децении се наоѓа во Аризона, Соединетите Американски држави, но чинам дека македонската јавност не го заборавила, бидејќи неговите дела во континуитет звучат на деновите на македонска музика. Не можеме да ги заборавиме неговите изведби како диригент со нашите оркестри и чинам дека зад себе веќе има богата биографија да можеме да разговараме како со зрел уметник, да не мора да го представуваме од почеток. Но велам, нашата меморија знае да биде неоправдано и затоа сега имаме можност половина час да разговараме со Вања, да ги вратиме спомените и јас не знам дали досега сум имала можност да разговарам и да го замолам да се врати во најраното детство. Потекнува од музичко семејство, неговиот татко, познатиот композитор, Миле Николовски, беше и мој професор, но мислам дека остави навистина длабока трага во македонското творештво и сите со радост се сеќаваме на него. Но една е не еден е односот на нас студентите со професорот, а друг е односот да се живее под ист кров со еден таков голем човек. Вања, прво добре дојдовте во емисијата. Морам да признам дека ми е големо задоволство да гостувам во Астрорум и Бранка, јас веќе осетив како ми фали да гостувам кај тебе, затоа што на времето многу често бев твој гостин и се сеќавам на прекрасните разговори во Телма и ете сега оваа прилика сигурно ќе ме потсети на многу убави времиња. Јас паметам дека вие и вашиот брат ни бевте од корист на нас помладите, дури во неформални услови, да не учите за музика со самите разговори, колку имате слушано, колку партитури имате поминато, какви искуства има зад вас. Дали се сеќавате какво ви беше детството? Па морам да кажам дека тие работи не се забораваат. Мислам, јас сум со музика од 5 години. Една коинциденција што секогаш ја кажувам, кога прв пат ги кренав рацете беше на Бетовен 5-та симфонија и се случи да тоа ми биде и дипломски испит по диригирање. Значи, кај нас во куќата музиката се слушаше 24 сати, да речам. Голема предност кај татко ми беше што никогаш не ја наметна музиката, вие мора да бидете музичари, или знаеше дека јас сум многу инволвиран по спортот. Брат ми Саша го интересира многу работи и за сега биваше и јас викам, тато викам, не мора да станеме музичари, сега ја сакаме музиката. Меѓутоа, луѓе доаѓаа во нашата куќа константно. Ако почнам да ги редам, нема да може да застанам. Кои го уочуваа нашиот талент и му вршеа притисок на татко ми и на мајка ми, не, овие деца мора да учат музика и едноставно јас немав избор. Музиката ми беше во крвта, дури и кога не го знаев тоа. И одевме, Саша ме држаше за раката, одевме сами на музичко, се сеќавам уште и на старото музичко, еве ти ме прашуваш дали се сеќавам. Се сеќавам уште и на старото музичко, кога го затворија, јас плачев, јас не можев да дојдам до себе, викам, тука јас ги почнав моите први корени и некако
длабоко во себе знаев дека музиката ќе биде мој животен сопатник, така да како што реков, без никаков притисок во куќата, се одеше толку спонтано и една многу важна работа, што кога напоменав дека татко ми не ни наметна музика, меѓутоа беше нашиот голем професор, беше нашиот прв професор. Една од работите што ненаметливо ги пренесе на нас е желбата да се сподели музиката со другите луѓе. Така да ние, јас и брат ми од секогаш им помагавме на другите. Прво моравме да бидеме спремни за себе, така да слушањето музика и студирањето партитури не стана наша животна преокупација, така да многу беше јасно и каде ќе одиме со нашата иднина. Вистинска потврда за тоа што сте научиле, предпоставувам кога ќе заминете надвор од земјата и кога и меѓународната сцена ќе ви ги верификува знаењата. Првото излегување, првото мерење на силите надвор, па ете и дури во Санкт Петербург, каде што бевте по едукација за доедукација, како се чувствувавте? Дали нешто ви недостасуваше или за среќа ние таа руска школа што ја негувавме, ги даваше истите резултати како и да се школувавте целосно, ете во една царска Русија или во било каде во некоја поразвиена средина? Па еве, човекот што не го спомнав на почетокот, затоа сакав да го поврзам со Русија, еден од моите најголеми професори беше Фимчо Муратовски. Практично благодарение на неговите идеи и ние го послушавме неговиот совет да заминеме во Санкт Петербург, истите професори каде што тој учеше. И рече, јас ќе ви го дадам моето знаење, но секогаш мора да се унапредувате. И практично тој не прати кај легендарниот професор Илја Мусин, кој, што да кажам, кој ги сите руски светски диригенти се под негова закрила, беа негови ученици. Запознавајќи го Илја Мусин, ние имавме среќа да работиме директно со него, исто мојот прекрасен професор Михаил Кукушкин, а јас имав активна соработка и со Јурите Мирканов и со Валери Гергиев, кој е светски диригент денеска, и јас бев привилегиран да ми даде практично пропусница за да ги следам сите негови проби. Од Русија се врати во Македонија и мислам дека како главен диригент на Македонската опера моја задача беше да служам верно на куќата што ми стана мој втор дом. И морам да признам дека многу научив во Македонската опера. Активно соработував со Македонската филхармонија. Нормално, тоа беше неминовно, затоа што сакав се да направам за македонската култура. Кога замина во Америка, имав исто срекна околност да најдам на прекрасен професор, прекрасен ментор, кој практично и бил во Македонија, така да знаеше за Македонија, затоа што да не забораваме дека ја живеам во Феникс и Темпи е дел од Феникс, а Темпи е збративен град со Скопје. Така да тој професор Вилијам Ребер практично беше, он е американец, меѓутоа со германско потекло и беше мој главен ментор. И јас научив многу работи што практично ми се чини дека им ми фалеа. Некако мојата едукација имаше и среќен пат. Секаде каде што одев, учев нешто ново. И тоа докажува дека музичарите не знаат за ретајрмент, не знаат за пензија, музичарите творат и работа доека ги држат нозете и доека ги држи мозокот. Тука нема застанување. Имавте допир со големи култури, да кажеме дека според ова што го зборувавте, имавте среќа да работите со вонредни професори што значеа нешто во поранешната држава. Како е тоа да се отиде во Америка? Владее мислењето дека културата, онаа високата, се наоѓа во Европа, а дека американците мудро менаџираат и целиот тој готов квалитет го земаат кај себе. Како се чувствувавте кога пред 2 децени отидовте, заминавте во Аризона? Што ви беше, знам дека работевте долги години, ги поминавте сите скалила, ги имате сите сертификати во Ямаха.
Но сега веќе почнавте нова етапа, разбирливо, предпоставам дека беше тоа доволно време да се наметнете и да се вратите на она што го заслужувате, што бевте високо во Македонија и по едукација и по остварување. Дали веќе конечно дојде време, дали толку треба 2 децении човек да застане стабилно на некое ново тло? И колку успеавте да се наметнете, односно да ги кренете критериумите што ги однесовте таму? Тоа е многу добро прашање. Морам прво да кажам дека јас некако се осетив обвинет од македонската музичка култура затоа што заминав од државата. Не беше причина ниту таа ситуација на војни услови, тие случувања што ја обколија Македонија. Едноставно јас заминав за Америка затоа што сакав да истражувам нови патишта. Секогаш музичарот тежне кон повеќе. Сакав да видам како е на западот. Јас сум патувал многу. Сум патувал скоро во цела Европа. Имам искуства од многу места. Меѓутоа сакав да видам, буквално да научам нови работи. Тоа беше единствената причина зашто заминав од Македонија. Тоа што го кажавте дека Америка има одличен менеджмент како да ги практично асимилира квалитетните музичари, тоа е точно. Меѓутоа, во Америка исто многу се работи. Јас сум сведок на мојот докторат. Мислам, премногу бара од мене. Јас им помагав на многу луѓе, студирав нови партитури, пишував нова музика, едноставно не застанав. Литературата што ја читав беше огромна, на неколку јазици. Значи, се бара многу. Меѓутоа и се почитува. Во Јамаха приказната беше друга. Ние со жена ми Фросина стекнавме огромна репутација. Можам да кажам дека во тие кругови сме доста добро котираме. Меѓутоа, доаѓа момент во животот кај што сакаш буквално да се ослободиш, сакаш да имаш повеќе време, сакаш да го насочиш остатокот од животот кон творечка енергија. Јас моментално сум во една позиција, имам свој оркестар, очекувам да ме прашаш за тоа, меѓутоа излегов од Јамаха затоа што сакав да се посветам повеќе на мојата приватна работа, компонирањето, истражувањето нови погледи во музиката, а исто така и сакав доста да му се посветам на фамилијата. Знаете, кога ќе оформите фамилија, пола амбиција ви се скратува. И јас сум пресреќен за тоа, затоа што имам 2 златни дечиња кои се многу талентирани и јас сум пресреќен што сега издвојувам многу повеќе време за нив. Не велам дека јас сум застанал во музиката, јас реков нема да застанам додека ме гледате на малите, на големите екрани, во живо, во неживо. Меѓутоа, децата играат огромна улога во моментот во мојот живот и сакам да ги извадам на прав пат. Тоа одлично го правите, како што рековте, по социјалните медиуми барем следиме колку се навистина талентирани, синот и во спортот, керката, двајцата свират пијано и тоа одлично го прават, керката и танцува и што уште не, ја очекуваме најмалку да ја видиме на Бродвеј, според она што сега го кажува. Кажете ми, еве сега за оркестарот, значи сон на секој диригент е да може да биде музички директор, да раководи со некој оркестар и да се остварува така. За вашите композиции имате и многу награди, да не ги редиме сите, изведени се во Македонија, некои чекаат да бидат изведени, предпоставувам. За работата со оркестар, што треба да се помине да се добие таа доверба и да имате шанса да настапувате со големи изведувачки апарати? Па еве сега да речеме, јас морам да кажам, тешко е да се добие оркестар. Јас, благодарение на мојот ментор, што го спомнав преска, професор Ребер, бев многу активен на Универзитетот во Аризона. Имав 5 представи, од кои
премиерно ја изведов операта Гваделупе на Джеймс Ди Марс, многу угледен композитор. Денеска ми е добар пријател, научив прекрасни работи, од него ми беше еден од главните професори. И стекнав добра репутација на универзитетот. Оркестарот е во многу добра кондиција, децата свират, многу се вежба таму, многу се работи. Јас секогаш ги окуражувам нашите млади уметници да се пробаат надвор, меѓутоа треба да станат свесни дека треба многу да се работи. Како добив работата во оркестарот во мојот град, Чендлер, беше малку исрекна околно, затоа што имав студент чив дедо свиреше тромбон и уште свири во оркестарот, и ако ти кажам дека има 90 години и свири многу добро, не знам како ќе ми поверуваш на тоа. Така да ми рече, има аудиција, диригентот ќе се пензионира, па јави се. Ја викам, па ја работам 7 дена во неделата, уште тоа ми треба. Ама викам, ми се диригира, ми се плаче, му реков на студентот. И ја пополнав, го пополнав формуларот и ме викнаа на аудиција, прво ме викнаа на разговор и мене ми го дадоа првиот концерт, на кој изведов увертира од Росини, изведов Бетовен прва симфонија и мислам дека беше Прокофиев прва симфонија на истиот концерт, и после тоа имаше уште 5-6 диригенти, и тоа еден од главните мои конкуренти беше првиот диригент на Аризона опера. Ја викам, па добро сега, мислам, јас немам никакви очекувања од ова. После имаше уште 20 диригенти со огромна меѓународна репутација. И меѓутоа, што се случи кога помина скоро цела година, во мај 2019 година добив телефонски позив од главниот менаџер на оркестарот, кој за жал почина овие денови, беше болен, и ми се јави на телефон и ми рече, изгледа дека си ти пример за позицијата на музички директор на Чендлер симфонијата, ти честитам. Јас викам, добра шала е ова, сега викам, кажете ми што се случува на вистина. И он вика, сега ќе ти кажам што се случува, твојот прв концерт почнува во септември и дојди на митинг, дојди на состанок да ја договориме сезоната, треба да направиш програма. Јас бев пресреќен и на почетокот на сезоната, кога го имав првиот концерт, тоа беше поп концерт, имав музика избрана од филмови, имаше 1600 посетители, знам дека имаше 200-300 луѓе во лобито, беше страшно посетен и човекот излезе на публиката и рече, вика, конкуренцијата беше како никогаш досега, вика, меѓутоа едно име цело време се враќаше, и тоа беше името на Вања Николовски ѓумар, и оркестарот немаше никаква дилема, 100% беа за него, и така да бев пресреќен што ја добив оваа позиција, така да вистинска гордост, на вистина. Мислам, јас сум пресреќен затоа што со голема љубов пристапив кон оркестарот. Имавме прекрасни концерти, се додека короната не врза дома и рече, почекате малце, поработете уште малце, па здравје ќе се видиме наскоро. И вие буквално свативте, ве гледам обколени со партитури, но можат да се чудат само тие што не ве познаваат. Се уште, Вања, со таква глад грабите, слушате, проучувате, има ли доста? Која ви е желбата всушност? Сега имате оркестар, сигурно можете да наметнете изведби на некој дел, и ќе ве прашам дали се трудите, може би македонските композитори да прозвучат таму, и како одат тие работи? Колку доверба треба да се има да можете да наметнувате репертоар што име до тогаш туѓ? Епа вака, значи оркестарот ми даде мене огромна слобода. Прво да ти одговорам на прашањето, јас не престанувам да студирам и да слушам музика, и му велам и на моите студенти, викам, не мора да слушате 10
сати дневно музика како мене, затоа што ќе мислите дека нешто не е во ред со мене, викам, меѓутоа слушате по сат време два. Тоа е нормално, викам, пошто јас слушам музика на компјутерот, слушам музика на долниот компјутер, кога ќе се симам доле, слушам музика во колата, пошто нон-стоп возам, значи слушам музика секаде кај што практично функционирам. Така да, за слободата во оркестарот, прво што ме праша на првиот класичен концерт, сакаме да свириме твоја музика. И јас викам, па добро сега, не мора да значи дека ако сум станал ваш диригент да мора да барате и моја музика, може нема да ви се допадне. Не, сакаме да свириме. И на мојот прв концерт јас практично изведов Karcher Caverns и најде на прекрасен прием и јас им реков, викам, добро, значи чим сакате македонска музика, спремете се да свирите уште. Така да немам проблем да наметнам програма. Секогаш има реакции кога има претешка програма, меѓутоа јас наоѓам начин да ги окуражам дека тие може да го отсвират тоа. Например, не веруваат дека може да ја отсвира добро Шостаковиќ прва симфонија, многу солидно ја отсвира, многу добро ја отсвира, јас сум многу задоволен. Они некако им е приоритетен пред да дојдам таму, им беше приоритетен романтичниот репертуар, меѓутоа јас наметнав доста од Прокофиев и Шостаковиќ и имам неколку партитури од македонски автори што сакам да ги изведам и македонски уметници што сакам да ги донесам таму. И јас со неколку луѓе веќе разговарав, викам, кога сте во Америка, свртете телефон да ви кажам до кај сум, затоа што верувало или не, имам веќе десетина меѓународни пианисти кои бараат да свират со оркестарот. Кога го изведовме во јануари Рахманинов вториот концерт со Ана Хан, Ана Хан е наша ученичка од Јамаха, меѓутоа заврши со најголем просек на Juilliard School и таа е наша навистина гордост. Е феноменален млад пианист кој и предстои огромна кариера. Јас само и се јавив на телефон, вика, ти не можеш да ја стигнеш, Ана е многу позната сега. Само и свртев телефон, вика, како не, вика, мистер Вања, одма ќе дојдам, вика, јас. Така во Јамаха ме вика и стварно девојчето дојде, растури. После тоа се јавија уште десетина пианисти кои се на листата да свират. Јас на една србинка одма и дадам шанса. Да, тоа е прекрасно, мислам, имам такви можности. Присутно. Вие кога го почнавте овој разговор, свесно или несвесно, цело време зборувавте во множина, а тие што ве познаваат знаат дека вториот во таа множина е вашиот брат, кој што за жал само половина век беше меѓу нас и остави голема трага. Предпоставувам дека ако за нас е загубата огромна, тогаш за вас е не знам колку пати поголема. Споменавте дека нешто пред да го почнеме разговорот подготвувате композиција. Значи ненадоместливо е, меѓутоа треба да се сеќаваме. Повторно ќе ве вратам на него со едно прашање. Знам дека тој пишуваше и поезија, знам дека читаше. Дали во тој дел бевте ние или што е тоа што ве разликува? Зашто за нас што ве познававме бевте браќата Ѓумар. Се сеќавам кога напиша во весник браќата Ѓумар извојува победа над сите војни кога го диригиравме синтезис концертот. Да, Бранка, ти тоа го напиша. Јас уште го чувам тој чланак, беше една од најубавите критики и нема да го заборавам тоа додека сум жив. Па како да не зборам во множина, мислам, со Саша го градевме нашиот пат заедно. Многу различни по карактер, меѓутоа јас бев негова голема инспирација. Јас секогаш велам дека Саша ми беше гуру, секогаш ми беше идол. Меѓутоа, кој најдобро не познава, знае дека Саша секогаш ме прашуваше за многу работи. И луѓето се, чекај бе, ти си постар или Саша е постар? И јас викам, Саша е постар, јас сум покелав. И така некако насмеа одеше работата, меѓутоа разговорот, прво Саша ме боли секој ден.
Тоа е најголемата болка што може да му се случи на човек. И јас не можам да ја опишам со зборови. Ни до ден денес ништо не е сменето. Тоа што ќе напишам на дента на кога го изгубив на Facebook секоја година нешто, практично е минимум колку јас зборувам за него, колку е врежен во моето срце и меѓутоа начинот на кој што не напушти сите, ме напушти и мене, не знам дали знаеш, ми се јави да ми честита роден ден и вика извини со закаснување, ти честитам, после неколку сати ми се јавија дека го нема. Тоа не може, тие работи не се забораваат. Ние бевме многу врзани. Заедно бевме во Русија, заедно живеевме, заедно разговаравме за секој такт на една симфонија од Прокофиев или заедно ги анализиравме сите опери на Вагнер. Не можам да кажам што све не сме правеле заедно. Дури кога ја пишуваше поезијата, јас ќе го зафркавам и викам, ова да не го дигна од Умберто Еко. Ги читавме истите луѓе, ги студиравме заедно Ниче, Сартер, Кафка, Еко. Тоа, значи се беше поврзано. Саша ми беше мене најголемиот ментор. Ке напишам нешто за оркестар, морам да му го дам него да го види. Абе што ми го даваш, супер ти оркестрацијата, само овие тимпани ме малце да ги сменеш. И ја викам, добро, гледаш? Зошто ти го дадов? Значи, сите тие работи не може да се надокнадат денеска. Така да бевме како едно. Мислам, многу пати ќе ми рече во Македонија, зошто си во сенка на Саша и зошто си замина за Америка? Јас викам, не, јас не сум во сенка на Саша. Вие треба малце поинако да ги гледате работите. За двајцата има место. За сите што работат многу, што работат со љубов и што вложуваат во уметноста, јас ден денес го тврдам тоа. За сите има место. Јас кажав зошто заминав за Америка. Меѓутоа, морам и да признам сега нека Саша мене никош не ми прости. Ќе остане да звучи, го споменавте синтезис, јас не знам дали други заеднички во се бевте заедно, меѓутоа како финален производ, еве тоа е врвот, ќе ми простат синтезис, но тогаш го постигна врвот со снимањата во М1 со цел оркестар, оркестрациите што ги направивте заедно со Саша, што прозвуча така како што прозвуча и во наше село стана хит на многу генерации и земјава се идентификува со токму со таа композиција. Така што не знам, Вања ме растаживте, иако јас сакам за убавите работи да се сеќавам и секогаш велам дека ако некому му треба цел век да постигне тоа што постигнува, ете на Тоше, на Саша, им требаше многу помалце години да направат тоа што сакаа да го направат. Вие имавте време и за учење, имавте време и за другарување, многу, имате многу другари, затоа што на многу луѓе им помагавте и ги обучувавте. Јас нема да заборавам едно место во близина на факултетот за музичка уметност, кафулето Виктор и Викторија, каде што кога ќе заглавевме со некоја фуга или со некоја хармонска анализа, ги баравме браќата Ѓумар со пијачка да ни помогнат и да не подучат како треба за да положиме испит. Не сакам да го интимизирам муабетот, но ние сме и мала средина и мислам дека Македонија ги знае овие работи, но ги зборувам за да сватат луѓето зошто и вашите композиции, и вашите дела и се она што сме слушале на сцената се такви какви што се и зошто кога еден Саша ке застареше на сцена не мораше да дава знаци, сите ансамбли правеа музика. Сакам да ве прашам дали во таа смисла тоа е клучното нешто за диригентите. Авторитетот, музичкиот авторитет кој што се здобива само со огромно знаење и таа сигурност се рефлектира на сцената и пред музичарите. За да се стекне авторитет со голем ансамбл, прво треба целиот тој корпус на луѓе да те почитува како човек. Значи, секогаш не преовладува огромното знаење, знаењето е неминовно. Музичарите се лисици, може во позитивна смисла.
Јас бев изложен на многу тестови во операта и на крај тие што ми правеа така ситни замки ќе дојдат и ќе ме речат значи ова свати го како шала, ние навистина сакаме да ти помогнеме затоа што талентот е огромен и твојата желба и твојата љубов кон музиката е очигледна, така да биди сигурен дека ќе имаш само помош од нас и понатаму, например, имаше ситуации каде што знаеш ќе дојде до некои нормални недоразбирања, меѓутоа јас лично еве сега во еднина ќе зборувам, ги решавав проблемите, евентуалните проблеми на многу интересен начин, например, секогаш кога некој ќе имаше нешто да ми замери, јас наоѓа време да седнам да ја побарам вината кај мене и да го решам тоа. Имаше, например, луѓе на кои што има некакво мислење за мене, да не речам некое големо мислење, меѓутоа кога им станав професор, еве да речем на нивните деца, и кога ги учев хармонија, контрапункт, форми, што и да е, веќе го сменија комплетно мислењето за мене и авторитетот расте од многу на многу начини. Да се разбереме, значи прво и основно мора да си спремен. Мора да ја знаеш партитурата кога ќе застанеш пред оркестар. Тука нема лажење. Тука нема забушавање и мора да си спремен, меѓутоа исто така мора да ја знаеш психологијата на луѓето. Ето тоа го научив од татко ми, кој беше феноменален педагог и вика џабе ти свират музичарите добро, ако не се расположени, треба да најдеш начин за да ги направиш среќни, за да ти направат добар концерт. Тоа е уште еден аспект за кој многу малку се разговара. Меѓутоа е многу битен за да целиот ансамбл ја стекне твојата доверба. И уште една работа е дека комуникацијата, нели, ние диригентите важиме за луѓе што игнорираат, за арогантни. Тоа не функционира така. Ароганцијата, има и арогантни уметници. Пред да започнеме емисијата, веќе се смеевме на рачун на еден познат уметник. Меѓутоа, има арогантни уметници, меѓутоа има уметници што треба да дојдеш да знаеш да допреш до нив. Затоа што јас сум имал прилика да се сретнам со многу големи уметници. Тие се многу обични луѓе. Тие се пријатели. Практично како да се знаеме 100 години. И тоа треба да се наметне на оркестарот. Во Америка, за разлика од Македонија, има нормално разлики. Првата работа што ми ја кажа професорот рече, мораш да си, вика, пријател, вика, со сите тука. Немој да наметнуваш, вика, деспотизам, немој да си строг, немој да си, викам, па морам да сум строг ако сака да свира добро. Ти биди строг, меѓутоа немој да те осетат дека си строг, немој да се ставаш над нив. И навистина, овие оркестри функционираат ако си пријателски расположен. Например, јас и во Македонија бев пријателски расположен. Кога почина Саша, јас бев поканет да ги затворам мајските оперски вечери со Аида. Јас најдов на прекрасен прием кај музичарите, затоа што повеќето од музичарите ме познаваа. Меѓутоа, јас реков, ајде да ја завршиме пробата и па ќе се гушкаме после и ќе седнеме у барот после проба. И навистина се видов со 100 луѓе. Меѓутоа требаше да си ја завршам работата. Знам зошто сум дошол таму. Значи морам да бидам професионалец додека сум на сцена, а после да бидам човек. Меѓутоа морам да бидам човек пред се, за да бидам професионалец. И тоа е многу поврзано. Многу важна филозофија, што еве во овие пандемиски услови може и така да завршиме емисијата, затоа што ми дофрлуваат од режијата дека одамна сме го пробиле времето, но предпоставував дека ќе биде така. Денес е многу важно да се биде човек за да ги надминеме овие тешки времиња, што конечно сите сме исти и никој не е сочуван, не е во нова пандемија, не погодуваат исти работи и многу работи испливаа на површина, и добрите и лошите.
и во суштина вие рековте што е најважно и човекот, и семејството, и добрите односи, и се другото се учи, како што вие се научивте и поминавте се низ животот и заслужено сте сега таму каде што сте. И по академска титула, и по статус во местото каде што делувате. Вања, јас многу ви благодарам за овој разговор. Како и секој добар домаќин, секогаш подаруваме овде некоја книга. Кога ќе дојдете во Македонија, знам дека имате детски изданија од Литература МК, но за вас, ние колку и да велиме музичарите се важни, да тие се најважни, но нам политичарите ни го кројат светот, па ако не сте ја читале од Ноам Чомски Кој владее со светот, прочитајте ја и сигурно сега ќе ви бидат и многу појасни работите што ви се случуваа во Америка и пред Трамп и после Трамп, но да ја оставиме политиката настрана, знаеме дека ништо добро не ни донесе, да се држиме до музиката и јас ви посакувам и многу успеси да заврши оваа состојба што побрзо. Јас прво ќе ти благодарам на емисијата, огромно благодарам и многу се осеќам почестен да бидам член во оваа емисија, да учествувам во оваа емисија. Иначе Чомски многу го сакам али ете ќе те држам за збор и кога ќе ти се јавам во Македонија да ми ја потпишеш книгата, сакам на македонски да ја прочитам. Една работа само да кажам за довидување, да речеме, дека во сета оваа лоша ситуација доброто е што пандемијата го обедини светот повторно. И сега се осеќам многу блиску до Македонија затоа што практично страдаме од иста работа, меѓутоа пандемии биле многу и ќе има уште многу. Ние само треба да си ја гледаме музиката и мислам дека како што таа ќе го излечи светот, ништо друго нема да го излечи. Така да се е со помин, само треба да продолжиме да слушаме и да се бавиме со музика и во најскоро време мислам дека ќе се вратиме сите на сцените и ќе продолжиме да го правиме тоа што сакаме да го правиме. Ви благодарам многу на сите и се надевам до скоро видување. И јас се надевам дека скоро ќе се видиме и тоа кога ви упатувам некоја честитка после ваш успешен концерт на нашата сцена. Секој е добро. Секој е добро, фала.